Битно зашто ние толку ги испитуваме пациентите со лабораторија и зашто ние толку сме прецизни во тие бројки и за да дојдеме до една состојба, како што кажа докторката, и не е лошо, пак ќе го повторам, 90 дена, не се прави од денес до утре. Значи 3 месеци треба да биде во еден, како да кажам, во еден баланс телото, за да ние можеме да влијаеме на таа јајна клетка во тиот од кога се јавува од примордијален фоликул во антрален фоликул, во тој развој да влијаеме на таа јајна клетка да има здрава основа за да даде после тоа здрав еуплоиден ембрион. Стресот е еден хроничен момент на високо ниво на кортизол прави телото всушност да препознае дека е во опасност, бидејќи кортизолот единствено се лачи во минатото во период кога нашите предци биле во стрес или требало да бегаат од некоја опасност. Или да се борат, да. Сега во тој не се наоѓаме во таква ситуација, меѓутоа сме во еден хроничен стрес каде што знаете телото нема дојдено до размножување на телото. Точно, значи телото препознава кога е подготвено да креира живот. Ако тоа е под континуиран стрес, тоа го препознава како сигнал дека сега не е момент да се креира живот, бидејќи ќе настане некоја грешка во некој од чекорите на креирање на живот и затоа во одреден момент или нема да се имплантира ембрионот или нема да продолжи да се развива. И овој подкаст го посветуваме на неговото височество ембрион, зародишот и прапочетокот на секој човечко битие. Но овој пат од аспект на ендокринологија со доктор ендокринолог Марија Илиевска, бабата докторка Марија Илиевска. Добро ни дојдовте во вашиот подкаст. Благодарам, добро ве најдов. Доктор Гужанова? Јас сум тука. Така е. Да почнеме со аспектот. Што се случува, нели, од страна на ендокриниот систем, колку има влијание тие хормони врз добар развој на ембрионите и штетните влијанија? Навистина повторно одлична тема, барем од мој ендокринолошки аспект. Денеска ќе говориме како хормоните, метаболизмот и целокупниот ендокрин систем ќе влие на квалитетот на јајната клетка, а со тоа и квалитетот на ембрионот секако. Тука, кога зборуваме за квалитет на ембрион, не можеме само да говориме за квалитет на јајната клетка, туку мора да го споменеме и машкиот фактор, односно квалитетот на сперматозоидите, така. Кога зборуваме за креирање на живот, нели на секој пар кога ќе обзнани дека ќе бидат родители со позитивен тест за бременост, би рекла дека тука не започнува нели таа нова етапа, всушност започнува многу пред тој позитивен тест, бидејќи секојдневието и на жената и на мажот директно или индиректно влијаат на квалитетот на сперматозидите, односно на јајната клетка. Конкретно кај жената, значи жената се раѓа предетерминирано, веќе всушност кога ќе се роди женското новороденче, веќе се раѓа со јајните клетки кои што ќе ги има до крајот на незиниот живот. И замислете тоа колку навистина е фасцинантно дека одредени јајни клетки дури чекаат 25 или 30 или 35 години за да си ја реализираат целта. Навистина креирањето на животот природата го направи да е идеален и фасцинантен процес. Овие јајни клетки всушност значи кога ќе не создава нас, оно веќе го создава и нашето поколение. И сега јас не би навлегувала во детали како е зрењето на јајните клетки, во која фаза од животот на жената, би се задржала на таа финална фаза, кога јајната клетка финално се созрева за да може да се ослободи, односно да настане таа овулација, и тоа трае околу 3 месеци, значи 90 дена. И тука е клучниот момент кога жената може позитивно или негативно да влијае од ендокрин аспект. И од метаболен аспект, нели? Секако и од метаболен аспект, значи би навлегла во деталите понатаму. Значи, она што сме говореле многу пати е како хормонскиот систем меѓу себе навистина комуницира, се поврзува и како на било кој орган и ткиво влијае. Како што сме говореле, како тироидната жлезда е важна за било кој сегмент, така и во овој репродуктивен сегмент тироидната жлезда игра навистина многу клучна улога. Хипотироидизмот и хипертироидизмот, односно зголемена или намалена функција на тироидната жлезда, директно влијае на тој
оксидативен стрес, ослободување на слободни радикали, кои што знаеме дека се неповолна околина и за јајната клетка и за сперматозоидите. Би се задржала на тој субклинички хипотироидизам кој што сме го говореле. Значи тоа е една состојба каде што најголем дел од пациентките не ни чувствуваат симптоми, не ни знаат дека се во еден таков хормонски дисбаланс, а со мала интервенција на мало количество на тироидни хормони може да се доведат во една идеална хормонска регулација и со тоа да се минимизира ефектот на квалитетот, на лошиот квалитет на фоликуларната течност, односно на самата јајна клетка. Кога говориме за метаболните аспекти... Да, ја тука прекинала би додала само уште нешто, дека тироидните хормони дури директно влијат, има студии, дека влијат и на митохондриите во јајната клетка. Кажавме во претходниот подкаст дека квалитетот и функцијата на митохондријата е главен за функцијата на тој спиндел апаратус, односно делбата, првичните делби на ембрионот, и понатака и дава енергија за навремена и квалитетна делба на клетките на ембрионот во првите денови на ембрионалниот развој. Значи, хипотироидизам, дури оној субклинички, влијае на лош квалитет на работа на митохондриите. Значи, и на тој начин, таа субклиничка состојба која што не ни влијае на секојдневното живење, но сепак влијае на клеточно ниво, може да биде причина за создавање на анеуплоиден ембрион. Чувствително. Зашто е тоа толку битно, зашто ние толку ги испитуваме пациентите со лабораторија и зашто ние толку сме прецизни во тие бројки, и за да дојдеме до една состојба, како што кажа докторката, и не е лошо, пак ќе го повторам, 90 дена, не се прави од денес до утре. Значи 3 месеци треба да биде во еден, како да кажам, во еден баланс телото, за да ние можеме да влијаеме на таа јајна клетка во теот од кога се јавува од примордијален фоликул во антрален фоликул, во тој развој да влијаеме на таа јајна клетка да има здрава основа за да даде после тоа здрав еуплоиден ембрион. Извини, Марија. Не, нема, мислам, одлично што се надоврзавте, со оглед на тоа што навистина митохондриите се моторот на јајната клетка. Така. И не би говорила сега за биолошкиот часовник, кој што за жал е различен кај мажите и кај жените, и дека навистина и возраста влијае на квалитетот на митохондриите и на тоа колку се на број, бидејќи тука ние не можеме да делуваме, меѓутоа конкретно кај субклиничкиот хипотироидизам, каде што е докажано дека исто така може негативно да влијае на тој мотор на јајната клетка, кој што во првите 5 дена е главен двигател за да се случат тие делби, да може да продолжи креирањето на животот, бидејќи комплетната енергија се црпи практично од јајната клетка и од тие митохондри, така што третирањето на субклиничкиот хипотироидизам, и како што кажавте во нашата лабораторија, кај сите пациенти кои што се соочуваат со проблемот на неплодност, се прават тие анализи се со цел тоа што не го чувствуваат, а е присутно како проблем, да го детектираме и соодветно да го третираме. Понатаму, од аспект на тие метаболни нарушувања, како што е хроничната инфламација при обезноста и инсулинската резистенција, кој што најчесто тоа е една позната тријада на обезност, инсулинска резистенција и полицистичен оваријален синдром. Во некои од наредните епизоди ќе обработуваме дека нели имаме промена на полицистичниот оваријален синдром во полиметаболен оваријален синдром. Зошто е тоа така и е поправилно, не би се задржувала, меѓутоа и тука навистина може многу да се делува и жената може да направи клучни промени во подобрување на квалитетот на јајната клетка. Заради тоа што таа хронична инфламација, тој покачен инсулин директно влијае на овариумите, значи предизвикува да се лачат повеќе андрогени хормони, кои што пак понатаму ќе спречат да се создаде овулација, односно да може да се ослободи јајната клетка и да се направи оплодување. И сето тоа може со соодветна правилна исхрана, би напоменала да не со интензивно калориски редуцирана, значи мора да има една балансирана исхрана. Или сврлување на цела една макрогрупа, да. Бидејќи тоа може негативно исто така да делува. Позната е кето диетата како една од најефикасните, меѓутоа за да имаме ние еден
одличен хормонски баланс и метаболен баланс на здравјето на самата јајна клетка, ние мора трите макронутриенти соодветно да ги обезбедиме и масти, и јагленохидрати, и протеини, се со цел да се овозможи квалитетна јајна клетка. Физичката активност исто така не смееме да заборавиме, бидејќи не е идеално да се храниме здраво, и би напоменала дека суплементите кои што, последен период многу од пациентките читаат и се интересираат и сакаат да ги вклучат во секојдневните активности, би напоменала дека тие се навистина во соодветна мера, значи кога ќе се направи на индивидуална проценка и кога ќе се детектира соодветниот проблем и ќе се даде совет, имаат свое место, меѓутоа никако не може да заменат правилната исхрана. Значи вие не можете да земате безброј суплементи без да го направите тој клучен момент на промена на соодветна храна и физичка активност. Понатаму исто така стресот, кој што во денешно време мислам дека никој не сме имуни. Стресот е еден хроничен момент на високо ниво на кортизол, прави телото всушност да препознае дека е во опасност, бидејќи кортизолот единствено се лачи во минатото, во период кога нашите предци биле во стрес или требало да бегаат од некоја опасност. Или да се борат, да. Сега не се наоѓаме во таква ситуација, меѓутоа сме во еден хроничен стрес, каде што знаете, телото нема дојдено до размножување на телото. Точно, значи телото препознава кога е подготвено да креира живот. Ако тоа е под континуиран стрес, тоа го препознава како сигнал дека сега не е момент да се креира живот, бидејќи ќе настане некоја грешка во некој од чекорите на креирање на живот и затоа во одреден момент или нема да се имплантира ембрионот или нема да продолжи да се развива. Така што навистина е тешко и предизвик да се стави стресот под контрола, меѓутоа е еден од клучните фактори каде што дури на ниво на хипоталамус и на хипофиза може, значи целиот ендокрин систем да го почувствува тоа веќе е докажано и кортизол. лабораториски како стресот влијае на целиот ендокрин систем и на целиот организам. И нема една алка во ендокриниот систем која што ние може да издвоиме, се меѓу себе поврзано и сите тие хормони кои што и претходно ги дискутираме се поврзани едни со други. Исто така и квалитетниот сон, хигиена на сонот кој што исто така малку се говори е многу важна за редукција на стресот. Не само за редукција на стресот, туку и за да имаме еден нормален ритам на лачење на кортизол, бидејќи ние не можеме, не е ни природно да имаме континуирано ниско ниво на кортизол. Природно е кога се буди телото наутро да имаме висок кортизол, да може да имаме енергија во текот на денот, а потоа во ноќта да имаме намалување на кортизол. Доколку вие немате редовен сон и доколку скролате или седите до 2-3 часот после полноќ или легнувате во раните утрински часови, нормално е дека ќе направи дисбаланс тоа на кортизолот и автоматски вие нема да имате нормален хормонски баланс. Така што Значи тука има цикличност која што е многу битна за здрав ендокрин систем. Кога зборуваме за здрав живот, навистина има многу сегменти каде што може да влијаеме, бидејќи на биолошкиот часовник тоа е нешто каде што не може да се влијае. Меѓутоа на сите овие сегменти навистина со правилен распоред и индивидуален пристап може многу да се постигне. И ние во нашите амбуланти сме сведоци на тоа. На тоа сме сведоци, така и тука исто би издвоила, пошто најчесто го гледаме бидејќи ни се најдостапни за испитување семениот материјал или сперматозидите, кога кај пациентот ние гледаме дека е изложен на оксидативен стрес, изложен на хроничен стрес, во хормонален дисбаланс се наоѓа и кога и добиваме сперматозиди со лоши карактеристики, со намалена бројка, подвижност, лош изглед, лоша морфологија, со повисок процент на ДНК фрагментација и кога тој пациент ќе се стави 3 месеци или 3 до 6 месеци на здрав начин на исхрана, физичка активност, одредена суплементација која што е сепак неопходна заради тоа што тој долготраен дисбаланс доведува и на тоа да се трошат некои микронутриенти во нашето тело и треба да се надокнадат и гледаме подобрување значително во спермограмот, односно подобрување и кога имаме инвитро процес во добивањето на број на квалитетни здрави ембриони. Значи не само кај жените, веќе и кај жените ни е докажано, ама кај мажите ни е подостапно за испитување, ама кај жените исто така неверојатно влијае за квалитетот
и бројот на здрави ембриони што ги добиваме, и тоа го гледаме на пример ако некаде каде што сме имале лоши резултати, од кога ќе ги поставиме на одредени тимски заедно со докторката, каде што ендокриниот систем ќе се третира, каде што метаболните нарушувања ќе се третираат, доваѓа до сосема една друга ситуација како да не се работи за истиот пар и или до за резултати. до такви резултати за 3 до 6 месеци. Ево уште еднаш да повторите, докторке, за младите, младата популација впрочем повеќе не гледа, затоа што во последно време митови дека радикално треба да се исфрлат јаглени хидрати. Да, тоа е нешто за кое што треба тука и медицинската фела повеќе можеби да обрне внимание и да ете се надевам дека и ние со овие подкасти ја креваме и подигнуваме свеста за да треба да се променуваат здрави животни навики, меѓутоа во никој случај не треба да се исфрлуваат комплетно јаглено-хидратите како група. Секако дека разликуваме ние квалитетни јаглено-хидрати и јаглено-хидрати кои што апсолутно не треба воопшто да се внесуваат по можност во нашето тело. Тоа се простите јаглено-хидрати кои што ги има во брзата храна, во десертите, во зашекерените пијалоци, па дури исто така еден од тие митови дека здрав начин да се почне денот е со цеден сок од портокал или од лимон, тоа апсолутно не е точно, бидејќи огромни количества на шекери без разлика тие дали се природни, во многу краток момент се примаат во телото. Рачунајте, вие имате 5-6 портокали кои што се исцедени во една чаша, а вие никогаш нема за 30 секунди да изедете 5 или 6 портокали. Има причина зошто ете кога зборуваме за јаглено-хидрати, сега многу во мода на TikTok излегуваат рецепти да се прават да се прави лепо од блендирана леќа или од блендиран овес, што апсолутно и тоа спаѓа во категоријата на приработени јаглено-хидрати. Што значи тоа? Значи вие ако имате леќа и не ја блендирате, нормално е дека ќе јадете, ќе ја сварите, ќе јадете со лажице и тие јаглено-хидрати постепено ќе се варат во вашиот желудник и нема да имаат подигнување на инсулинот и на шекерот. Но вие ако изблендирате леќата, рачунете дека сите тие фини и идеално склопени молекули кои што вие по принцип треба да обработувате преку устата, па потоа нели да се обработува во желудникот, вие тој процес комплетно го скокате, ја блендирате леќата и директно ја внесувате практично готова за варење во желудникот и повторно правите инсулински спајк, односно покачување на инсулинот, практично мислите дека правите здрава храна, а не е тоа. Значи, сметам дека кога се зборува за јаглените хидрати, треба да се зборува не толку за здрави или нездрави јаглено-хидрати, туку преработени и полнозрнести, односно непреработени јаглено-хидрати. И тука е клучниот момент. Тие што не се јаглено-хидрати преработени, значи се што од полно зрно, што не е блендирано, односно не е на некој начин преработено, е поздраво и не треба да се избегнува, а се што е преработено 1 или 2 или 5 циклуси, тоа е проблем. Како лош и добар холестерол. Значи тука се имаат измешано работите, избегнување на прости јаглехидрати, а не избегнување комплетно на јаглехидратите како група, пошто тоа не е за џабен или макрогрупа која што нас ни е неопходна за живот и за преживување. Почнува повторно ги враќа дека маста, на свинска маст, која бегнувавме дека испадна дека е подобро од маргарина. Јас мислам дека све во умерени количини и во редукција на големината, денешниот човек има многу голем оброк. Значи има многу голем калориски внес при еден оброк. Значи самата редукција на калорискиот внес со сите компоненти внатре е доволно за да се направи еден уравнотежен здрав оброк. Но секако не сум јас повикана за тоа да зборам, за тоа е нели докторката Марија, но мислам дека докторката ќе се согласи дека е, значи, уравнотежена исхрана, 3 до 5 оброци во текот на денот, поделени на големи и на мали, е нешто што одамна се знаело за тоа како треба да изгледа една здрава исхрана. И нашите баби го знаеле тоа интуитивно, односно, нели, по пат на искуствено научување, без некои научни достигнувања, без научни студии, медицината тоа го знае и нашето тело тоа го знае. Така да се знае како треба здрава исхрана да изгледа и здрав начин на живот. Значи клучот фактички превенцијата е во балансот. Да. Животниот
Балансот на храната, балансот на физичката активност, значи И на се е психичката кучето до баланс. активност. Да, точно. Значи, дури би рекле, стресот ако е- прочитаат една книга, многу повеќе ќе доприносат на здравието на своите јајни клетки и сперматозоиди, отколку да поминат една ноќ во скролање на TikTok. Ете. Верувам дека слушнавте доста драгоцени информации, дека ако во минатото сме се бореле со диносауруси и сега се бориме со диносауруси во облик на предрасуди, во облик на штетни аерозагадености и се оно што го јадеме, затоа најважното се е да се чувате и да останете во добро здравје.